Супер. Ја чекаме нашата Башак да се вклучи. И пратив покана. Треба да ја прифати и да одиме во живо со Башак. Денес вечерва имаме интересна тема и да видиме, ја чекаме да се вклучи, ќе зборуваме, значи, како да препознаеш дека ти треба промена без да кризираш. Значи, да, еве Башак, да се вклучи и ќе почнеме. Здраво, добро вечер на сите што се вклучуваат и што се во поголем број. Баш се радувам на нашата дружба. Добре дојде, Башак, во живо. Добре дојде, како сте? Одлично, како си ти? Добре. Одлично, супер. Ќе си позборуваме на тема која ти е тебе блиска, како да препознаеш дека ти треба промена пред да ја почувствуваш кризата. И без да ја почувствуваш, нели така? Зборуваме од искуство, зборуваме од нешто ништо сме поминале, ништо си поминала низ процесот, со нашите НЛП едукации, нели? Да. Кои што траат веќе неколку месеци и заедно поминуваме многу процеси. А ти навистина си еден кинестета кој што поминува првично низ процесот, па потоа доаѓа до осознание. Да. Така, супер. Башак, како прв пат ти забележа дека телото ти дава сигнал дека е навистина потребна промена? Прв пат ми се случуваше со стомакот, како да ви кажам, со гадење. Тоа беше дури крајот на процесот, веќе многу време, нешто ми се случува, а ја не сум свесна и почнувам секоја сабајле со повраќање. И невозможно да јадам. Аха, добро. Ова ми се случуваше кога студирав на факултет пред испит. Значи, некако те алармирало телото дека си под стрес можеби, или можеби нешто не можеш да поднесеш, некако треба да се справиш со дадена ситуација, за да го постигнеш посакуваниот резултат. Имаше еден случај, еден ден, јас на место испит мораше да одам до болница. И цел труд тоа што вложив, цела ног тоа што поминував со учење, џабе. Ништо не ми значиш. Џабе беше. А зашто? Никој не ми објаснуваше, тогаш не бев толку свесна. Ама како што после тој случај се одлучив да правам неколку промени, затоа што не сум јас тоа што ми се случува. Така е. Супер. Тоа е одличен. Требаше да се обучам со тој стрес, дека ми одзема од мене се што знам. А зашто? Веројатно затоа што стравот бил поголем од можноста и возможноста твоја да се справиш во тој момент со напливот на стрес кој што си го имала, нели, во даден момент. И за да знаеме да се справиме со стресот, потребни ни се умења и вештини кои првенствено ни овозможуваат да сватиме и да го слушнеме телото, да сватиме што тоа ни зборува. Сега ти од овој аспект, бидејќи кажа, тогаш не си била доволно обучена за тоа да го разбереш, од овој аспект, како гледаш на таа ситуација која што ти се и повторила еднаш и на инфузија си останала и во болница, а еднаш со диареја и повраќање. Што е тоа сега од овој аспект, кога го гледаш, што
ти предизвикало сето тоа и бидејќи си сватила како што разбрав, дека сега во овој момент сваќаш дека ти тоа не си. Туку е нешто друго. Искрено, јас тој ден спатив што треба да правам. Сега имам знае некоја теорија, ама тогаш спатив дека тоа што важи за сите останати студенти, не важи за мене. Јас треба да најдам некој друг пристап врз основно на учење, затоа што јас сум кинестетик, сега го знам тоа. Да. И тогаш приметив дека го немам ситресот. Како го снема? Како дојде до тоа одеднаш го снема? Затоа што јас ќе вложев денови, недели да учам за една тема. Тоа не било важички за мене. Поставив еден план. Може би пред 3 дена, дури доволно беше пред 20 минути, 1 сат, да поминувам тоа што сум учела во часот. Доволно мене ми е да памтам тоа што е потребно. Фокусирав на тоа што е потребно и на тоа што е важно, како што професорите ми кажа. Не како што беше наметнато многу тешко, професорот нема да ти пушти. Тоа не е возможно. Сите влегуваме во паника, а тоа не е реално. Јас немам друга опција, можеше да најдам некоја опција, јас ќе фокусирам тоа што е важно, знам за мене што е важно, сите знаат, ама останатите паника, тоа што не е наметнато, тоа не е реално. Некако се обидував да го процесирам тоа и вториот испит многу ми беше висока оценката. Така. Така е, кога ќе дознаеме и кога ќе научиме како да се носиме со тоа што ни се случува во даден момент, после тоа е веќе многу полесно и како што каже и сама, тоа е буквално момент на паника. Паниката не блокира, затоа што во момент на паника доаѓа до стеснување, односно буквално до спазам на дел од телото, каде што нема проточност на енергијата, значи нема баланс на нашиот систем и поради сето тоа се создава, од таа блокада се создава, нели, во твојот случај, повраќање. Во некои други случаи се создава, да речеме, вкочанетост. Некогаш се случува дури да знаеш, а на испит да отидеш и ништо да не знаеш, затоа што настанува потполна блокада. Така е. И моментот кога ќе го прифатиме тоа и кога ќе го лоцираме каде ни се наоѓа во телото, многу е полесно потоа да се носиме со сето тоа што ни се случува. Обично делот кај што е желудникот, кај што тебе ти се случиле, нели, тие повраќања, тоа е нешто што не потсетува на нашето јас. И не некогаш кога се конфронтира нешто со тоа што сме ние на вистина, тогаш доаѓа до блокада на тој центар и тогаш се случуваат одредени промени во делот на желудникот. Дали е тоа зголемено лачење на желудочна киселина, дали е тоа повраќање, дали е тоа немање апетит и не може буквално да јадеш. Значи, сето тоа предизвикува, значи паниката го предизвикала сето тоа што ни се случува во телото. И тоа е супер. И еве, имаш поздрав од Николовска, јас колку што гледам, да, Николовска, Стојчевска, сигурно ја знаеш која е. Супер, поздрав до сите вас, можете да поставувате прашања поврзани со темата, може да си поставувате и нешто што вас ве засега, токму тоа, какви сигнали ни праќа телото, како да ги препознаеме тие сигнали и како да делуваме пред да дојде кризен момент.
Затоа што ние најчесто делуваме кога ќе дојде криза. Нели, еве една обична работа, забот додека не заболи, ние не одиме на заболенка. Значи секогаш кога нешто имаме во даден момент веќе болка некоја, дури тогаш реагираме. Болката може да биде на секое поле, не само во нашето тело, туку може да биде и внатре во него. Првично се чувствува како некој симптом, можеби, или некој тиво глас кој што дошепнува, но ние најчесто го занемаруваме и си велиме, па, Боже мој, тераме понатаму, нели? Се е окей, нема проблем. Арно, ама со текот на времето, кога ние сето тоа го подгутнуваме некаде под тепих или некаде на страна, на маргините го ставаме, почнува да вришти. И се случува нешто што се случува. Како баш вака адаптацијата, бидејќи еве ти и си тука во Македонија дојдена, сигурно ти било потребен период на адаптација. И како таа адаптација, работно место, значи менување, нова средина, нови околности, нова традиција, нова култура, се ново. Како првично, како си се адаптирала, а потоа како таа адаптација престанува да станува раст? Значи, со тој случај, со возвуда заради испитот, ми беше искрено будење. Тогаш приметив дека неколку работи важат за сите, не важи за мене. Најдов неколку начини како што мене ме одговара, како што јас сум малку, јас сакам да бидам со луѓе, сакам да го живеам животот, сакам да истражувам. Тогаш почнав да патувам. Тогаш имав цел да видам како во светот мојата професија во факултет се води. Така, ти си доктор на науки, да кажеме. Да, доктор на науки по безбедност на храна. Така. Кога студирав, овој ми беше првиот факултет, ветеринарен факултет, секој лето организирав самостојно да одам од друга држава за 1 месец, да останам таму, да учествувам во дневна практика на клиника. Таму се познав со професорите, со различни студенти. Видов дека таму сосем различна е. Друга атмосфера, работите може да бидат поразлични, како што од мојата средина. Со патувањето ме лечише, како да ви кажам. Значи, почнам да станувам поубаво чувство, некој радост има по мене. Секој враќање, секој семестар ми беше планирање за друго патување и оценките ми беа врв. Супер. Доаѓање во Македонија, исто така, го планирав крај на 5-тиот семестар на ветеринарен факултет. Толку бев радосна, толку имав внатре возвуда. Еден ден мајка ми ме праша како си сигурна дека таму ќе биде се во ред. Јас кажав, знам. Тоа е вистинскиот одговор. Да, толку беше вистинскиот момент. Знам. И да не, затоа што тогаш, да, имав малку страв, ама имав толку храброст, тоа што ми даваше надеж да почнам нешто ново. Затоа што јас знам веќе што ми одговара и што не ми одговара. Како што дојдов тука, како што се познав во факултет, во работно место, од ден денеска сите ми помогна, сите ме прифатија. Тоа што сепак мајка ка мајка ќе биде загрижена. Так. Јас немам ни еден случај
да се разочарам. Супер. Толку многу како да неверојатно, сите што се познав, огромна толеранција има кон мене. Со добро намера. Тоа периодот на адаптација толку беше природно. Сега памтам на тој мабетот со мајка ми дека јас знам дека ќе ми биде добро. Ми е добро. Тоа нешто што затоа што кога јас знам нешто што не ми одговара, знам што барам, тогаш многу лесно. Тогаш не треба некој да ви кажува часови, да одржава, да објаснува. Ние сите во нас имаме тој уметност, да знаеме што е добро за нас. Само не знаеме. Тој јас многу мачен период поминав, со болки, можеби со стомачни, све. Ама тој момент ми беше некој будење да знам што ми, која околина ми треба, што ми треба во животот. Тоа ми донесе некоја адаптација, толку беше природно и уште е така. Така. И обично одговорот го имаме сите ние во нас, тоа е секогаш така. И кога ти си сигурна едноставно дека знаеш, без да објаснуваш, без нешто да бараш докази за тоа, туку едноставно знам. Тоа е тоа што е твојата, што велат, сврха. Тоа е тоа што си повикана да го правиш на одредено место, токму во тоа време, каде ќе се изрази твојата автентичност и твојата автентична природа. И ти токму тоа се случува, јас сум сведок на тоа што се случува, еве и колегите кои што се вклучени тука сведочат на тоа, дека твојата автентична природа од час на час, од тренинг на тренинг, доаѓа до израз и ти го практикуваш сето тоа што го работиме и навистина со неверојатно големи резултати и нели до себе спознание и едва и чекам, јас ти кажав и кога се слушнавме и на тренингот кажав, едва и чекам да го спроведеш НЛП-то на турски јазик и навистина ќе се радувам и се радувам уште сега, затоа што јас го имам тоа чувство како што си го имала ти. Јас знам. И тоа е тоа. Супер. И ќе биде феноменално. Кажи ми, дали никогаш оној период си се адаптирала, сигурно ти се случило, и одиш можеби на некое работно место и ти се случува нели период на адаптација кога си мотивирана, супер прифатена, помош од секаде и тоа е се феноменално и доаѓа еден период каде што почнуваш да се навикнуваш. И работата или каде и да си, значи ти си се адаптирала и едноставно толку ти станува навика и ти преминува во рутина. Дали ти се случило такво нешто? Или можеби ти се случува, не знам. Да. Мене ми се случи, тогаш се одлучив да менувам работа. Затоа што сепак како што сум, рутината и не е во моја природа. Значи мора да имам постојан развој и вредности. Најважно, доколку има вредности што се согласува со моите, така, тогаш јас немам проблем. Ама денешно време знам дека условите не се лесни, не е лесно. Ама јас сум се обидувала да се држам до нив. Со моите вредности. Што и да е цената, не вреди да ги изгазам моите вредности. Тогаш, таа рутина, разбирам дека, сум свесна дека и ми се случи пред НЛП-то, дека треба да менува нешто, треба да се прави менува. Така. Промена. Така е. Затоа што промената е единственото нешто што не движи
и единственото нешто што ни овозможува раст. И ти тоа си го почувствувал и затоа, бидејќи си лик кој што сака промена, сака да расте, не да стагнира, односно да се враќа назад. Затоа што знаеме дека нема стагнација и стоење во место, туку ако ти стоиш во место, времето, односно збиднувањата одат напред, така што ти по инерција одиш назад, значи не стоиш во место, туку те пристигнуваат сите останати. И моментот е што ти бираш раст, истражуваш, практичар си, и тоа е тоа што те движи. Да, токму тогаш адаптацијата кога ќе премине во една рутина, тогаш немаме веќе навика, а навиката преминува во рутина, тогаш немаме мотивација дури за да одиме било каде, да останеме било каде. И оние кои што, јас ќе кажам, заробени се во рутината, а тоа се голем дел, некако не се наоѓаат себе и тогаш наоѓаат незадоволство. И најчесто за незадоволството не се обвинуваат себе, туку ги обвинуваат сите останати. Да. Јас баш пред една година со една другарка разговаравме и јас вака ме прашуваше, јас вака викам, јас работам за мене. Што и да е, затоа што јас знам дека надвор условите не се лесни. Тоа прифаќам. Јас ако одам на работа, јас одам на работа за мене, не за некој друг. Пред една година се видовме со неа, баш на летен одмор, ми каже, јас дадов отказ, затоа што ти ми каже вака, сега работам за мене. Супер! Значи, јас, кога имав случај со моите вредности и мотивацијата не беа согласени, секој ден ми беше идејата, јас одам на работа за мене и да реализирам моите вредности и тоа што можам да се обидувам да учам, животот е учење и да работи на учење, тоа ќе го правам максимално. Тоа што само очекуваме, некој мора да ни даде, тоа веќе денешно време не е толку важно. Да, имаме право, треба да почитуваме и сите да се почитуваат, ама јас за мене живеам. Јас не работам, да, ама ти работиш, не. Јас сабајле станувам, тоа ми беше збор на татко ми, одење на работа е благосослов, многу како подар за некој човек тоа што може да има. Да одиш на работа и да се вратиш. Тоа треба да се цени, тоа треба да се почитува. Твојот личен развој, ти што можеш да правиш, тоа друга работа. Луѓето обично ги мешаат овие работи. Очекуваат некој да ги цени. Не може, ако ти не цениш себе си, како може некој друг да цени? Први, ти биди како што, според твоите вредности, после ќе дојде, тоа себе се доаѓа. Така е, тогаш има проблеми. Никој не сака да прави промена, ама очекуваат да прави некој друг промена. Како? Да, така е. Очекуваат промената волшебно да се случи, а тие да останат исти. Мислам, тоа е едноставно невозможно. И да, убаво кажа, секој еден од нас треба да работи за себе. И многу е интересно што кога луѓето ќе се охрабрат, можеби, да се одвојат од било кој систем, дали е тоа приватниот дел, сектор, дали е тоа, не знам, државниот сектор, без разлика, значи кога работат за некого, кога ќе се одвојат и самостојно ќе почнат да работат, прво, нели треба да се охрабрат тоа, да го направат, а потоа доаѓаат до момент кога треба самите себе да се слушаат за да можат да успеат во одредена работа. Исто се случува, дури јас забележам, нели, на едукација, еве и ти како професор,
Сигурно си забележала дека ако не се даде некој одреден рок или ако не се провери одредена задача која што е дадена, немаат луѓето одговорност, и тоа е една од вредностите, одговорност сами кон себе, дека за себе треба да ја завршат таа работа, а не за контрола од претпоставен или поради дедлайн, или поради, не знам, казнени бодови или негативна оцена. Така што луѓето треба да одговараат пред себе и за себе, и работата која што ја вршат, да ја вршат пред се за себе. Не за некој надворешен фактор. И тогаш дури, кога ќе дојдат во некој свој приватен бизнис да отворат, ќе бидат сигурни во тоа што го прават, бидејќи се стремат да одговорат на сопствените поставени барања, како една одговорна личност, а не као, па имам време шо, мене ме чека, ако никој, пак јас морам. Зошто? И си го одложува времето. И зошто тоа го прави? Затоа што нема кој да го контролира. А ние сме цел живот научени да не контролира некој. Најверојатно. Инаку имаш честитки од Стивен, кој вели секоја чест за храброста, не може секој да превземе таков огромен чекор во својот живот. И така е. И така е, навистина тоа е огромен чекор, огромна храброст да направиш таков исчекор. И тука да бидеш исто така успешна во полето на твојата дејност, но и во полето на оно што го работиме и на нашите тренинзи. Значи, од еден доктор на науки, кој што е доктор за храна, да се охрабриш и да отидеш да држиш работилници со тинејџери и студенти. Знаете, кога јас имав храброст и кога се плашев малку, и тоа го знам, тогаш се раѓа надеж. Сега, како што работев, имав можност да работев со тинејџери, денешно време нема надеж. И тоа е многу тешка ситуација. Значи, неколку работи се исечени, од почеток прифатиме дека нема некој друг пристап. Ова е толку тешка ситуација за некој млад човек. Тогаш, што прифаќаме? Нема да може да има промена. Зашто живееме? За некој друг? Немаат надеж во однос на што? Во однос на еднина. Во однос на еднина каде? Тука кај нас или? Воопшто. Воопшто. Што и да правиме, нема разлика. Зошто? Зошто да се трудиме да правиме нешто убаво? Зошто? Нема никаква значење за тоа, затоа што јас го имав тоа. Така? Јас кога мислев дека или секој ден, знам дека тоа треба труд, тоа треба многу работа да се вложам, ама знам дека ќе биде нешто. Не мора да биде јас, не мора со материјално да ме враќа. Ќе има промени во некој друг живот. Затоа што јас ви кажувам, како што бев на факултет, или претhodно, или тука, луѓето што ми помогна, нема никакви материјални очекувања од мене. И нивна помош во мојот живот ме направи некоја промена. Ако ние губиме значи, ако немаме надеж, ако сите викаме дека што ќе биде, нема да има промена, што е да учам? Тогаш завршува цела приказна. Немаме иднина.
Мгм. Како општество, како дружење, како духовно. Ништо не може, како вредностите ги губиме тогаш. Така е. Вредностите се губат апсолутно кога ја губиме надежда, јас би рекла, надежда никако ни создава некое очекување за нешто. Еве се надевам јас дека ќе ми биде работа. Се надевам може би дека ќе има подобра иднина. И тоа може би не е најстрашно ако се уште има верба. А ако луѓето ја изгубат вербата, и ако младите ја изгубат вербата, тогаш може да настане голем колапс. Значи, надежта, велат, последно умира, но некако надежта ми е нешто што знае некогаш и да ми рече, па окей, ако сега не успеам, па добро, можда и не требало, па можда ќе фатам некоја друга работа, па можда нешто ќе... А вербата е таа која што вели, јас, значи, што и да се случува околу мене, јас верувам, јас знам дека ќе успеам. Да. Значи, тоа е Јас моментот на... Кога почнувам на некој и за НЛП важува некоја работа, нели негативно околината, 99% може би нема шанси нема да се случи. Ама јас играм за 1%. Така е. Тој ми е мојот надеж. Така е. Луѓето сакаат да имаат 99% надеж, ако 99% ние може да се трудам да правам нешто. Не е така. Секогаш 1% надеж, тоа е промената. Тогаш се случува неверојатни работи. Супер го кажа ова, одлично. Тоа е и она што... Значи, секогаш јас играм за 1%, никогаш не за 90%. Така е. Така е и оно што е најинтересно и најважно е тоа што секогаш, еве, ајде да не генерализирам секогаш, ама најголемиот број случаи што ги мислиме во глава, тоа се приказни кои што се, нели, од некаде усвоени, кои што немаат врска со реалноста, и тоа е 99%. И тие млади кои што си имала прилика да ги запознаеш и среќа што биле само една група, ќе ни кажеш и за друга група, тоа што тие ги имаат оние информации и примени, најчесто во семејството, во социјалната средина каде што седиме, од медиумите, и каде ни е фокусот, таму ни е енергијата. Ако се фокусираме на тие вести, на тие информации, јас токму тоа и ќе го гледам и во тоа ќе верувам дека е тоа така и нема да гледам ништо повеќе од тоа. А суштината е дека само се тоа мисли искажани од некого, кои што кај мене предизвикале одредена емоција, мисла, да се грижам за нешто и да губам, што велиш, да губат надеж дека тоа навистина може да се смени. А што е најинтересно е тоа што тие се тие кои што можат да го сменат, бидејќи тие се нашата иднина. И токму тука треба да се мотивираат младите на некој начин да прават промена. А како би се мотивирале ако не го видат тоа од возрастните? Да. Така што тие 1% нека не движат нас возрастните, не за нешто друго, туку да бидеме еден феноменален рол модел на младите, да покажеме и докажеме дека иднината и дека тоа нашето секојдневие го креираме ние. И тие го следат само примерот, значи ние можеме да зборуваме се и се што, но кога на делот ќе покажеме и ќе се однесуваме согласно со тоа што го зборуваме и покажуваме, па ќе речат, што друго ми останува, јас го гледам овој модел и до 7-та година ние само ги копираме родителите, а потоа веќе копираме и други луѓе. Така што супер е, тој 1% може да покрене многу, многу повеќе и тој 1% е суштината на тоа што сме ние. И тоа е супер. И еве имаме
Исто така, еве Ирина, честита за храброста башак и за секој чекор што си го направила во животот. И вели, еве, Пешовски вели, и не само кај тинејџери, и кај студенти е присутна безнадежност и верба, да, и недоверба. Така си го живеат од ден за ден, или себе си се изгубиле, или воопшто се немаат ниту пронајдено како личности. Да, ти благодарам, Дамјан. Ете, поздрав, Дамјан. Супер, ти благодарам што следиш и да, знам дека е тоа така. Знам дека се случува тоа, што се случува во поголем број од студентите, кај студентите. Оноа што попатно е изоставено е можеби одреден разговор со тинејџерите и студентите. Да, студентите се веќе дел во адолесценти и млади, веќе преминати, каде што не се разговара со нив. Јас мислам дека тие не се слушнати. Туку, најверојатно и при изборот на професијата која понатаму ја учат за нешто понатаму да работат, никој не ги прашал што сакаат, и на крајот од денот зошто им е тоа важно да го учат. Туку едноставно се ставени со оноа, да речеме, задолжително образование во основно, па и во средно, нели сите тие некако мора да завршат. И некако немаат некоја мотивација, ниту пак имаат инспирација зошто да учат и што ќе биде после со нив. И на крајот потоа, ако некој плюси од семејството им наметне нешто како наследна професија, без разлика дали тие го имаат потенцијалот или ја сакаат таа професија, несомнено е да се изгубат по патот и да бидат незадоволни и немотивирани. А воедно сметам дека и начинот на учење, посебно во помладата популација, начинот на учење сметам дека е многу здодевен, и материјалот сметам дека е можеби неинтересен, кој не ги мотивира да работат и да се залагаат за тоа што го учат. Затоа што на крајот оцените се тие кои пресудуваат каде да учат. Така што е тоа цел еден процес кој треба навистина од многу помала возраст да почне со некакви промени. Како размислуваш ти, Вашек, за тоа? Јас искрено малку, затоа што сега имам повеќе знање. Подлабока размислувам, или сега можам да го гледам од подлабок аспект, дека не се учиме да се сакаме себе си. Затоа што не се учиме да се слушаме себе си. На децата не даваме можност да се слушат малку себе си. Само наметнуваме дека така треба да биде, добра, треба да најдеш работа. А зашто? Што е целта на тоа? Ке најде, значи сите сме способни, ке најдеме работа, ке правиме нешто. Нели имаше, како моето дете требаше да учи за да чита, а кој останал неписмен, така? Да, така. Не даваме подлабочина зошто во животот што треба да се прави. Тоа ми даваше татко ми, искрено. Тоа се поклопува со вредности. Животот не е само технички одење на работа и се враќање. Што даваме од нас?
Што сакаме да бидеме, со што сакаме да учествуваме со нашата работа. Ако размислуваме малку за тоа, може би ќе излезат, не знам, други одговори од младите. Дали некој ги прашува, не знам. Јас искрено, благодарна на мајка ми, татко ми, имав можност да развивам како што сакам и ми дозволија. Ама кога нема можност, тогаш што ќе се случи? Тогаш се откажуваат. Тогаш не е откажување, затоа што животот не е само технички работи. Треба да се сакаш себе. Убаво го кажа тоа и најчесто кога сакаме себе си, нема да бираме лоши работи. Ќе одиме кај што треба да одиме. Така е, меѓутоа повторно ќе се навратам башак повторно на семејството и воопшто околината во која што растеме, првенствено секогаш од тука се почнува. Затоа што ние го гледаме примерот во кој растеме, каде што растеме. И она што ти си го имала како пример, тоа е еден навистина огромен бонус за тебе и за сите оние кои што нели имале поддршка, но имале пример да видат што значи љубов кон себе. Затоа што ние не сме научени да се сакаме себе. Ние мислиме дека ако се жртвуваме за некого, тоа е љубов, например. Ако се грижиме премногу, тоа е љубов. Ако јас жртвуваме во кој смисол? Јас ќе го извадам од мене од уста, ќе ти го дадам на тебе како дете, нели? И тоа е љубов, но јас го учам детето потоа да биде жртва нечија. Значи, не покажувам љубов, туку учиме на еден сосема поинаков начин. Јас многу често знам на моите предавања да кажам, прегрнете се себе. И викам, кога ќе се прегрнете себе, може некој ќе ве направи дека сте малку нешто се случило со вас. Зошто? Затоа што тоа е несфатливо. А друг кога ќе ве барате друг да ве прегрне, да ви даде поддршка, да ви даде љубов. Колку себе си давате љубов во текот на еден ден? Колку себе си давате поддршка во текот на еден ден? Тоа е љубов кон себе. Не можеме да бараме ние туѓа, нели? Одговорност за нашите постапки, туѓа прегратка или некој да се грижи за нас, ако ние не сме одговорни првенствено кон себе. И тоа е целата поента, точно. Од тука почнува се и тоа се исто така се мислам нормално дека тука се и нашите вредности и нашиот вредносен систем. Затоа што ние многу често го спомна на неколку наврати нашиот вредносен систем, ние многу често одиме против нашите вредности за да удоволиме, за да задоволиме некој друг, за да задоволиме туги потреби, за да удоволиме некому нешто, и знаеме да се буквално да прегазиме преку нас, преку нашиот вредносен систем и не се чувствуваме добро. Дури јас мислам дека тоа е поврзано со здрава исхрана. Дали било кој или млад тинејџер, дали сака себе си, како би дозволила да употребува нездрав начин на исхрана? Тоа е едноставно. Апсолутно. Ние тргнуваме младите или нема врска и возрастните, тргнуваме да правиме штета, ние себе се правиме. Значи, ние даваме нашата свеста дека ти не си важен за мене. Како може? Нема друг. Првенство здрава исхрана, јас треба да
кажем на себе си дека си важен за мене, ти ми требаш. Апсолутно. Многу е важно што внесуваме во нас. Тука значи, што внесуваме ние во текот на денот? Еве една анализа да направиме. Што внесуваме во текот на денот? Внесуваме, освен, значи, внесуваме храна, внесуваме пијалоци, внесуваме во одредени производи, какви да се, нели, во нашиот организам, и внесуваме и мисли, внесуваме информации туги, внесуваме наши интерни информации, внесуваме одредени постапки кои ги регистрираме како невербална комуникација и тоа е дел од информацијата која ја примаме. Значи, сето тоа го внесуваме во нашиот организам и затоа и храната многу важна, затоа што и таа е, нели, на физичко ниво дел од нашиот систем што го внесуваме. Ние многу често се случува да ние само задоволиме глад, па каснеме нешто или прекаснеме. Зошто? Затоа што си гладен. И многу интересно со ќерка ми така, викам подкасти, една кифличка ако си толку тамчере, инаку, нели, секако се грижи за своето тело, многу е важно сето тоа. И вели, па чекај како ќе каснам кога тоа воопшто, мислам, што ќе внесам, не внесувам ништо со таа кифличка. И тоа е веќе освестен разговор, каде што и значи тоа што ќе внесам. Ако тоа нема хранлива вредност, зошто го внесувам? Што ќе ми го? Исто и со мислите. Све, јас дозволувам да ги мислам, ако не ми се хранливи. Ако немаат вредност. Значи, тоа е целиот наш систем. Значи, све, јас, како што мислам сега, све е поврзано. Ние, јас се обидувам да учам на моето дете, ја не можам да знам што ќе му... Не можам да се одлучам за него, ама можам да му давам можност, способност за бирање, да знае за него, да бира што е добро. И тоа почнува наједноставно од исхрана. Затоа што јас давам и јас исто го практикувам, јас со здрава исхрана викам дека ти си за мене, важно си за мене, и други тоа што треба да бирам. Може мисли, може можности, може пријатели. Не бирам лоши тоа што нема да ми одговарат. Бирам добрите што ќе. Тоа ми влегува во подсвестата полека. Јас веќе не се мачам, автоматски влегувам во некое усогласено со мојот живот. Јас така практикувам за мене. И тоа сакам да го учам на моето дете. После он, што и да сака, или што и да мисли дека е способен, ќе има уметност да знае, да бира во животот. И тоа важи и за партнерот. Апсолутно. Многу важни одлуки се учат многу рано, а многу се едноставни. Ние само влегуваме многу ти е потребно, часови, све потребно, доколку ти знаеш, веќе ти е дадено да знаеш што е добро за тебе. Значи, затоа што тоа, пак ќе спомнам татко ми. Татко ми многу имавме вакви разговори и тоа моја среќа. Не од како што јас размислувам, ама на некој сличен начин ми даде како да треба да се одлучам во животот. Врз основа на што? После јас поминувам неколку тешкоти, ама се снајдов. Затоа што врз основа имав, врз основа на што он ми кажуваше тешкоти што поминала, искуството што поминува, мене ми викаше секогаш дека ти знај се ова и само знај си. И ќе бираш нешто што ќе ти одговара. Ние денешно време само ги фрлиме децата. Ке те учи некој, ке ти даве те памет некоја друга. Како родител, каде сме? Јас околу мене ова го гледам. И јас се обидувам да бидам таму за моето дете,
и практикувам да му давам можност да бира за него што ќе му одговара, за да му биде веќе во подсвестата. Супер. Тоа е одлично. Да во втор пат го кажеш да го биде веќе во подсвеста и како што кажавме, нели трајно знаење и кога веќе ти е во подсвеста, тоа ти е несвесно знаење. Значи, буквално несвесно да знаеш дека знаеш, како кога ќе те прашаат навечер да те разбудат во сон, како се викаш, ќе кажеш како се викаш. Нели, или да возиш велосипед и автомобил. Едноставно не го мислиш, тоа се првите 5 минути додека дадеш контакт, после не го мислиш, знаеш како. Да, и тоа е тоа трајно знаење и на неколку пати спомна, јас имам избор и тоа е феноменално што ти си имала можност да избираш во животот. Многу луѓе многу често знаат да кажат, па што да правам, немав избор. А суштината е дека секогаш имаме избор. Имаме. Апсолутно. Секогаш имаме избор и исто така на неколку наврати спомна носам одлука, избирам и носам одлука. И таа можност исто така си ја имала во семејството. Тоа е тоа што е многу важно и што секој еден од нас треба да го има. Првенствено да знае дека секогаш има избор, секогаш може сам да донесе одлука каков избор да направи во животот. Затоа што на крајот од денот животот е само еден, сега во ова време и е само твој. И јас, значи, кога ваки моите одлуки, татко ми одговараше дека твојот живот, јас не можам да живеам наместо тебе, ама има и последици и одговорности, тоа што треба да прифаќаш. И јас со радост, ама си свесна. Јас со радост прифаќам, затоа што знам што ми е потребно. Така е, и тоа е супер, затоа што нормално секоја одлука и секој избор, нели, не знаеме како ние знаеме дека тоа сме го направиле, некогаш и знаеме дека тоа е вистинското и тоа е точно, тоа е вистинското во тој момент. Меѓутоа, што и да произлезе од сето тоа е наша одговорност. И што ние сме одговорни за тоа, во тоа е и моќта. Секогаш. Затоа што не бараме, нели, некој друг нешто да ни заврши, туку едноставно ние го даваме својот максимум и тоа кога ќе се случи, нашиот мозок буквално се мобилизираат сите синапси, сите спреги во мозокот и се наоѓа решение. Значи секогаш се наоѓа решение. И тоа е поентата. Значи стравот буквално е, како да кажам, тој е тука за да не заштити од една страна, меѓутоа од друга страна навистина е неоснован. Нема основа, затоа што секогаш ние кога ќе направиме избор, потоа едноставно се случуваат работите. Има еден збор, многу сакам, пази што посакуваш може да ти се случи. Апсолутно. Тоа значи дека јас имав моменти, многу сакав, ми се реализира. После луѓето, мислам дека околу мене, моите пријатели ќе кажам, не сваќаат дека моментот сакањето и бидење одговорно е друга работа. Ние можеме да сакаме, ама таа работа ни носи неколку одговорности. И тоа можеби ќе треба многу труд да вложиме. После почнуваат жалења, ама јас, значи, не тоа, нема ништо без труд во животот. Тоа само треба да прифаќаме. Прифаќањето е многу да биде тешко. Не викам тешко треба да биде. Ама само сакам, ми се свиѓа, што прави за тоа? Сакам само желба. Сакаме само желба. А што правиме за тоа? Ете така, и сакаме збор кој што, значи, не верувам дека го имам тоа, дури дека ја имам таа можност, дури дека го имам тој ресурс, само сакам. Ако само сакам, што превземам? Што превземам?
Ама постане жалење. Не се случува, зошто вака, после доаѓа жалење. Но што вие правите за тоа? Тогаш се обвинуваат останатите, нели, овој е крив за тоа, овој вака беше, оној онака, и на крај системот е крив и сите се криви и така. Да. Еве, има едно прашање од Санчо, вели, имате ли предлози и насоки како да се справиме во ситуации кога кризата веќе е започната, а во моментот немаме многу опции за избор? Кризата, ако е веќе почната, прво треба да доживуваме тоа. Значи, ние се плашиме да чувствуваме лошо, да чувствуваме под притисок. Не треба да се плашиме. Треба да знаеме зошто ни е првен криза. Може е можност. Кризата е можност. Не знаеме првен зошто, не знаеме првен што, значи јас за мене обично ако имаме криза, чувствувам анксиозна. После приметив дека тоа чувство ми вика дека нешто треба да правам, не го правам тоа што треба да правам. Како што, значи веќе сега подобра сум, и почнувам да веднаш да реагирам, да фокусирам, да правам тоа што е потребно. Не тоа што е како испитот, тоа што сум поминала. Не тоа што е лошо, нема да би, значи све оставам и фокусирам на проблемот. Затоа што проблемите и јас имам, сите ќе имаме проблеми. Важност е колку сме ние, колку стануваме. Една криза ни прави посилно да бидеме за другата неспрема. Не дека нема да има кризи, ќе има, постојано. Ама ние нема да се разболуваме заради кризата. Нема да растуриме, можеби, пријателство заради кризата. Затоа што ќе имаме можност, ќе бидеме спремни да се соочуваме со проблемот и да го менеджираме. Така е. Да. Супер, ти благодарам. Кризата е таа која што ни вели дека не чека нешто многу интересно во животот. И таа е точно, како што каже, тоа е можност. Затоа што во кризата ние осознаваме многу работи, кои можеби не ги знаеме за самите нас. Не сме свесни за ресурсите кои ги имаме во нас и потенцијалот кој некаде чучи во нас, некаде седи, тлее и не бил истакнат, можеби и не сме го спознали, не сме го дознале. Кризата е таа која ќе не излезот, значи барајќи го излезот од кризата, ние всушност ги освестуваме, односно ги спознаваме, ако сакате ги обелоденуваме сите ресурси кои ги имаме за кои не сме ни биле свесни. Сакате храброст, сакате самодоверба, сакате сигурност, сакате, не знам, упорност. И знаете што, кога веќе кризата дошла, јас вака велам, тоа ми е така една моја реченица која што навистина е тоа така. Сакате да рипнете некаде. Дали ќе ви биде вашиот одскок поголем од место ако само скокнете, или ако чучнете па скокнете? Кога ќе имате поголем одраз? Така што кризата е добре дојдена и сигурно е за некое поголемо лансирање и поголем ваш одраз. Што да превземете во тие моменти? Да застанете и да видите точно каде кризирате, да видите што е тоа што ја предизвикало таа криза, дали е тоа состојба, која е состојбата во која сметате дека се наоѓате и што ја предизвикало таа состојба. Како сакате да ви биде? И тогаш веќе се насочуваме кон тоа како сакам да ми биде. И тогаш имаме дефокус, односно мало само поместување на перцепцијата кон оноа што сакам да го живеам. Бидејќи сигурно ова што сега ми се случува не сакам. Така што тоа точно не насочува
што, каде и како понатаму. Супер. Одлично прашање. Благодарам Башак што одговори и еве вели добро, синдром, добро. Само сожалување, да, вели, тоа преска кога зборувавме околу жалењето и ово е крив, оно е крив и така ништо не ми оди и ред работи. Само сожалување, да, знаеме тоа да си го направиме, ама знаеме и тоа дека не ни носи никаков раст. И зошто треба да се слушнеме, Башак, еве за крај, зошто треба да се слушнеме себе во даден момент? Ова е многу. Затоа што, еве јас, како слушам себе си, спрашувам секоја сабајле, што сакам денеска. Што можам да правам добро за мене. Тоа значи дека тоа ми дозволува да се реализирам себе си. Јас, ако помогнам на некој, ќе правам добро за мене, затоа што тоа сум јас. Јас, ако читам книга денеска, ќе правам добро за мене. Јас, ако се слушам малку што сакам на крај на денот, што не ми беше убаво, утре нема да одам кај што не ми е убаво. Ама дали прашуваме? Јас веќе прашувам. Супер. Кој си практикува, си практикува. Јас веќе прашувам, викам дека кај што не ме слуша, едноставно. Пред оно многу зборев. Не зборувам веќе, затоа што крај на денот се одлучив дека не бев слушнато, утре нема да одам таму да се. Воопшто нема потреба. Многу често ние чувствуваме не ме слушна, не покажува внимание. Не така. Друг некој ќе те слуша. Затоа што ние не даваме шанса да препознаваме што не мачи. Значи, само даваме етикета, јас не сум вредна, јас не чинам за да ме слушат. Не така, може би се погрешно место. Така. Дали знаеме воопшто што сакаме да реализираме, што сакаме, дали знаеме воопшто нашата потенција што е? Не знаеме. Никој јас не размислував, веќе размислував за ова и дојдов до денеска. Значи, феноменални работи се случува, дури јас не знаев дека ќе се случи, не имав проблем, не знам како да се решавам, ама наоѓа решение, доаѓа решението, затоа што веќе одам кај што треба да одам. Нешто не ме одговара. Така е. И затоа секогаш треба да се слушаме себе, а за да се слушнеме себе, треба да го стишаме гласот што ни бучи во глава, кој што е само повторување на информации кои веќе сме ги слушнале од некого, повторување на информации собрани од некого си, и потоа само си ги повторуваме и повторуваме и повторуваме. Што значи, за да се слушнеме себе, треба буквално да го стишаме оној ум, кој што е нашиот автопилот, ценет 95% што не вози во текот на денот, бидејќи само 5% во текот на денот сме свесни, па така што да им овозможиме на тие 5% да бидат, значи да ги зголемиме со тоа што ќе се фокусираме на тоа што вистински јас сакам и која е мојата вредност. Мојот цел веќе понатаму да се реализирам вистински што сум. За тоа се трудам. Вистински што си, а ти веќе знаеш што си.
Да. Тоа е за мене најголем успех за човекот. Тоа за мене. Така. Да стигне во животот, да го живеа животот како што е. Затоа што јас имам пак гледам вредности. Ама како што ги доживувам, може помагање на некој мисли дека види будала, помага пак, за мене има значење. Не дозволувам некој друга размислување да ме влие на мојот пат. Тоа е супер. Тоа е супер и убаво што ети студенти имаш и ќе имаш и со НЛП едукациите уште повеќе. И убаво е што сето тоа го имаш како вредност и можеш да го всадиш понатаму на идните генерации, бидејќи тие ќе го следат само примерот, оно што го гледаат. И навистина човек со висок вредносен систем, кој знае зошто е тука, знае кој е и знае што сака и зошто му е тоа важно, сметам дека може да биде вистински лидер и вистински пример за идните генерации. И супер, Башак, ти благодарам на разговорот. Јас гледам сега прашања да не има уште некој, меѓутоа нема прашања. Дали толку исцрпивме ние се, дали толку слушаа луѓето внимателно во секој случај. Благодарност до нив. Дали имаш уште нешто, Башак, да кажеш? Како крај, јас знам што значи да некој да ме слуша, да биде таму за мене, да ме помогне и сакам да го продолжам и јас да помогнам на студенти или луѓето колку што можем. Затоа што ако сум денеска со вас, сум тука, затоа што сум имала поддршка од луѓето што воопшто голем дел биле наставнички професори, голем дел. И без никакво очекување ми помогна. Така е. Затоа што видела нешто дека некој различен пристап е потребно и ми овозможиле некои можности, а јас сум покажала максимален труд. Им благодарам тука. Да. Имав можност и знам што значи тоа. И затоа го правам. Затоа сакам да почнам со НЛП и со студенти да тргнам некој пат. Така е, ти веќе почна. Така е. И еден клучен збор кажа, додека се заблагодаруваше, кажа немаше очекувања. Без очекувања, туку со искрено срце, со искреност како твоја висока вредност, тоа секој знае да го препознае и токму знае да го вреднува дефинитивно, а оноа што е клучно е не очекував. Кога нема да очекуваме, работите едноставно се отвараат и се случуваат. И излегуваат феноменално. Да. Ти благодарам, Башак, на гостувањето, благодарам на сите што се вклучија на вистина ужива во разговорот. Интересни поенти кои слушаше, еден момент од некои 65-70 минути останавме. Можете да си земете некои моменти и нека ви бидат ваше секојдневие, па слушајте се себе со благодарности, како и Башак што го започнува денот, како и сите ние на едукациите што го започнуваме денот, со мисли кои што навистина ни носат убав ден и ни носат мотивација и инспирација за нови искуства во текот на тој ден, со наши избори и наши одлуки.
Благодарам уште еднаш на сите кои беа вклучени, ти благодарам Башак на тебе и се гледаме во следна прилика, секако на нашиот тренинг ќе споделиме искуства. Поздрав, убава вечер. Поздрав.